Гласници на надежта. Глава 28. Верувајќи за живот. Како луѓе, имаме способност да селектираме што прифаќаме во животот. Ние може да избереме. Така сме создадени. Тоа е лично право и лична одговорност. Тоа е наше право да размислуваме за себе. Наша одговорност е затоа што мора да живееме со резултатите од нашиот избор. И умот и волјата се вклучени во изборот кој го правиме. И ова мора да биде правилно избалансирано. Кога станува збор за верување, волјата е важна, посебно кога станува збор за Исус. Тој еднаш им кажа на луѓето кои беа со него: ти нема да дојдеш кај мене за да можеби веруваш. Затоа реков дека волјата е многу важна, особено кога Исус е темата. Заедно да размислиме на оваа тема, верување за живот. Да прочитаме од Евангелие Јован, 6 глава, од 41 до 51 стих. Тогаш јудејците роптаа против него, затоа што рече: јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: не е ли овој Исус, синот Јосифов, чии татко и мајка ги познаваме? Како вели сега: слегов од небото? Исус одговори и им рече: не роптајте меѓу себе. Никој не може да дојде при мене ако не го привлече таткото, кој ме прати, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: сите ќе бидат научени од Бога, секој кој чул од таткото и научил, доаѓа при мене. Не дека некој го видел таткото, освен оној кој доаѓа од Бога, тој го видел таткото. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, кое ќе го предадам за животот на светот. Овие стихови ни покажуваат неколку директни увиди во тоа што значи да веруваш за живот. Првото е критичко испитување. Сакам внимателно да размислиш за ова како што и тие го направија тоа. Тие внимателно размислија за целата ситуација. Тие направија критичко испитување за тоа кој е Исус. Тие не го познаваа него. Тие знаеја дека тој порасна во Назарет. Знаеја кои му беа родители, барем мислеа дека знаат. Тие рекоа: нели е овој Исус, синот на Јосиф, чии татко и мајка ги познаваме? Тие имаа право да постават тешки прашања. Тие критички го испитаа тоа што значи да веруваш во оној кој рече: јас сум лебот кој ќе слезе од небото. Сега те поканувам и ти да направиш критичко испитување за тоа кој е Исус. Немој да ги земаш зборовите од другите, туку слушај што тој кажува во овој текст. Гледаш како и тие околу него поставуваа тешки прашања. Тој беше помеѓу нив како еден од нив, кој и всушност беше еден од нив. Тој беше роден од девицата Марија и Јосиф му беше татко, затоа што Марија му беше жена. Тој ја зеде за жена иако беше бремена. Гледаш, тие имаа право да направат критичко испитување, исто и ти имаш право. Јас те поканувам да направиш критичко испитување за тоа кој е Исус, но како што кажав, земи ги зборовите на Исус, не на некој друг. Има друг увид на кој што сакам да те посочам. Внимателно прифаќање. Исус го рече ова: никој не може да дојде при мене ако не го привлече таткото кој ме прати. Ова е многу внимателно прифаќање. Нема друг начин. Тука гледаме многу дефинирано единство помеѓу таткото и синот. Исус рече: таткото мора да го привлече секој кој ќе дојде при него. Постои таа активност на таткото при доаѓањето кај Исус. Тоа единство е неразделиво и би требало да кажам дека не можете да го побиете од зборовите на Исус. Апсолутно јасно е дека постои тоа внимателно прифаќање. Не можете да дојдете при Бога како што сакате вие. Ќе дојдете како што таткото го заповеда тоа. Тој рече: оној кој ме познава, го познава и таткото. Секој човек кој слушнал и учел за таткото доаѓа при мене. Сега, тоа е нешто, нели? Некои луѓе тврдат дека го познаваат Бог таткото, но не го препознаваат Исус синот. Тука Исус го прави тоа едноставно.
Да го познаваш Бога е да го познаваш Исус. Јас предпочитам да кажам дека никој друг не го видел Бог освен оној кој дојде од Бог. Морам да инсистирам, мој пријателе, твојот начин не може да функционира. Исус го направи тоа внимателно прифаќање. Сакам да го видите и известното очекување. Тој рече: кој верува во мене има вечен живот. Тоа е сегашна реалност. Знаете ли дека кога ќе поверувате во Исус Христос, твојот вечен живот започнува во тој момент? Тоа е точно. Исус рече: тој го има, кој верува во мене. Тој има вечен живот. Дури и повеќе, има иднина во тоа, затоа што Исус рече: ова е лебот што слегува од небото, за да не умре оној кој јаде од него. Исус го објасни тоа: јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека. Само фалете го Господ. Вечниот живот е сегашна реалност и вечниот живот е известно очекување. Неговото жртвување беше целосно неопходно за мене и за тебе, за да имаме живот. Тој рече: а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот во светот. Тоа е еден вид на замена. Дали разбирате? Тој го даде својот живот за ние да имаме живот и тоа е одредено очекување. Јас ти го нудам истото очекување во сегашната реалност и идното очекување. Можеш и ти да бидеш сигурен, како што е и Исус. Мој пријателе, ако сакаш живот, мора да веруваш во Исус Христос. Знаеме дека верата во Него дава квалитет во вашите очекувања. Гласници на надежта.